Идене и со следните теми во денешното издание на утринската на Телма. Ке зборуваме за женската убавина и колку таа трпи промени низ годините или низ вековите. Жената и женската убавина некогаш и сега и зошто во последниве години некако се почесто сме сведоци на тоа дека дамите одбиваат да се борат со брчките и со староста, па некако посегнуваат по други методи, нели се со цел да останат така наречено вечно млади. Малку повеќе на оваа проблематика денеска со мојот одличен соговорник, доктор Дарко Милошевски, инакохирург по пластична, реконструктивна и естетска хирургија, со потекло од Скопје или од Македонија, меѓутоа патот низ годиниве, нели, вашата успешна професија ве донесе во Белград, каде што живеете и некако релациите се поврзани и со Луксембург и со некои други места, но ќе се обидеме денес да раскажеме. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата да искористим оваа прилика на и вам и на сите припаднички на ајде да не биде понежно, дека биде појакиот пол, да им го честитаме празникот. Благодарам. Жената некогаш и сега или женската убавина некогаш и сега. Многу често порано знаеле да кажат за одреден тип на жена дека е безвременска незината убавина. Се менуваат ли работите и ставовите во поглед на тоа? Како беше некогаш? Сега вие сте и од помладата генерација, меѓутоа ги паметиме нели некои времиња кога и холивудски звезди и наши луѓе во нашата земја, па и на Балканот, со оглед на тоа што тука функционирате, гордо се носеа со староста и со годините. Многу убаво се изразивте кога кажавте безвременска убавина. Тоа е една категорија која што ја опишува убавината во целата незина суштина. Убавината е категорија која што е немерлива, не можеме да ја измериме по ниеден критериум, меѓутоа има содржина, има суштина, има длабочина. Тоа што представува убаво е всушност рефлексија на тоа што се зрачи и тоа што се восприема. Дефинитивно дека биле златните холивудски години каде што убавината попримила една димензија на гламур, на една high class естетика, која што со текот на времето се модификува, се менува. Па имаме некоја убавина која што ги карактеризира, да кажеме, 80-тите, 90-тите, 2000-тите и сега убавина која што е или естетски матрици наметнати од социјалните медиуми, од одредени реалити формати, од одредени надпреварувачки формати за избор за песна и така натака. Категорија која што е цивилизацијска предобивка и која што се менува како се менува цивилизацијата, како се менува општеството, како се менуваат луѓето, како се менуваат општествените влијанија и општествените норми на живот. Вие сте, нели, живеете со години веќе назад во Белград. Во Белград. Како предмалку се изразивте за Белград? Ерусалим за пластична хирургија. Ерусалим за пластична хирургија. Дефинитивно е центар, метропола во овој дел на југоисточна Европа. Дефинитивно... Сакате да кажете од разни места во светот доаѓаат таму да ги прават интервенциите? Белградската школа нивната национална школа за пластична, реконструктивна и естетска хирургија, нивниот центар за изгореници кој што е најдобар, како тие сакаат да кажат, милуваат, од Солуна до Љубљане. Дефинитивно е еден град каде што естетиката е на големо и завидно ниво, како влијание на одредени субкултури, влијанија, музика, естрада и така. Така, многу жени, млади девојки, па дури можеби и адолесценти се одлучуваат да посегнат по некакви интервенции, се со цел, нели, да останат... Да се одложи старењето. Да се одложи старењето, како што споменавте. Меѓутоа, не знам колку имате слика и прилика за Скопје и за Македонија, меѓутоа верувам дека работите и со пациенти од нашата земја. Може ли генерално некој ваш став и гледиште за тоа тука што се случува? Тука се случува она што се случува... И дали го оправдувате тоа што се случува? Знаете како, тука се случува се она што се случува секаде во светот, со одреден импакт на влијание и со одредена доза на квантитативно намалување. Значи, ако ја споредиме Македонија со Србија, дека е, да речеме, 3 пати помала, и инциденцата на таквите третмани е помала, меѓутоа дека постои. Значи, зборуваме генерално за нешто што е, да кажеме, многу тренди, многу актуелно и многу популарно. Тоа се нехируршки инвазивни третмани и техники на подмладување или зачување на младелачки изглед.
Она што е императив и што секој еден пластичен хирург или дерматолог кој што генерално се бават со кожата како таргет орган на нивната специализација е да првенствено се зачува здравиот изглед, она што е најбитно во секоја медицинска гранка, значи да се изгледа здраво, негувано, дури потоа подмладено. Ама никако како да се изгубија критериумите за тоа што е здраво и убаво. Или? За тоа огромно влијание, значи имаат мас електронските медиуми, интернетот, инстаграмот, телевизиите, пишаните медиуми. Знаете, бјути индустријата, јас во една прилика во едно интервју во Белград реков дека е доста перфидно лукава и доста перфидно лукаво ги наметнува трендовите и имате цела машинерија која работи и која прогласува што сега ќе биде убаво или што сега ќе биде тренд, што сега ќе се прогласи како ин. Сега, на самите конзументи или пациенти, во пластичната хирургија повеќе милуваме да кажеме клиенти отколку пациенти, бидејќи пациент во пластична хирургија се поистоветува со компликација. Милуваме да кажеме дека пластичните хирурзи или дерматолозите се таа бариера која што го одредува начинот и квалитетот на изгледот на една индивидуа. Во ред е да постои естрадна естетика, во ред е да постои таа естрадна пренападна и усни, јагодици, зголемени гради. Меѓутоа, тоа не е естетика за улица, тоа не е естетика за кино, за работа од 8 до 4. Морате да го познавате пациентот онолку колку што дозволува професијата, да точно одредите кој е неговото животно мото, која е неговата работа, зошто го прави тоа, зошто сака да се подврgne на одредени корекции. Првенствено пациентот мора да биде полнолетен, да би можеле да му помогнете максимално и кога ќе се стекне веќе еднаш таа доверба доктор-пациент, тоа е како тврдина која што е непробоена. Тоа е значи Велите мора пациентот да е полнолетен. Меѓутоа верувам и во Србија, верувам и во другите земји каде што работите и функционирате, па така и во нашата, затоа што некако ги следиме овие трендови. Барем и јас сум била сведок дека адолесценти, средношколки, заедно со своите мајки доаѓаат и заедно прават одредени интервенции. Знаете ли ви поточно колку е дозволено сето тоа? Како тоа понатака може да остави траги и последици, да речам, понатаму во животот, затоа што сепак едно 15-16 годишно девојче да стартува во тој момент да ги прави сите овие интервенции е некако сосема нелогично. И знаете ли вие како медицински лица да кажете не? Апсолутно. Значи, апсолутно. не е дозволено. Адолесценцијата е период кога сте вие и најподложни на влијанието на медиумите, на мас медиумите. Јас во една прилика реков, па ако сите изгледаат како што изгледаат на Инстаграм, ние не би имале работа. Така, значи, тоа се најобични филтери, па замислете кога постојат професионални фотографии, професионални шминкања, значи сето тоа што се виртуелно презентира не е реално. Нити е секој конзумент што тоа ќе го погледне. Постојат исклучоци да малце се подлаже за годините, па на 16-17 години дојдат со туѓа лична карта да побараат. Значи и тоа го прават. Меѓутоа тука ќе одредите, ќе ги посоветувате да почекаат, ќе разговарате со нив. Тоа се тие критични години кога се формира една индивидуа, не смеете нити грубо да го одбиете, нити да го прифатите како ваша, да кажеме, идна работа. Значи, буквално треба да бидете и психолог, и педагог, дури потоа доктор. Што е најголемиот хит во моментов? Дефинитивно, значи, кога зборуваме и за Србија, и за Балканот генерално, и за Македонија, постои еден бран на естетика, кога е женската естетика во прашање, значи символ на женственоста се облините. Дефинитивно аугментација, односно зголемување на женски гради и Тоа и одамна беше, веројатно никогаш не умира. Тоа е тренд кој што Балканот го има зафатено веќе со распадот на бившата Југославија, поставување на некои нови естетски матрици, некои нови естетски модели со енормната популарност на Кардашијан како семејство и нивното експонирање во јавност, нивната презентација, наметнување на друг модел на естетика, моментално аугментација или зголемување на задница. Што е да кажеме до некаде оправдано, меѓутоа културолошки се разликува од
поднебието од архитектонскиот генотип на нашите балкански жени. Што е со ботоксот, боцкањето и зголемување на усни? Јас мислам дека тоа тука е трендот во нашата Така е, земја. значи сето тоа постојат индикации. Ботоксот е неуротоксин, неуромодулатор, значи неуротоксин кој што е изолиран од клеточниот зид на бактеријата Clostridium botulinum. По индикации, ботоксот ги решава динамичните, односно мимичните бори на челото, глабелата и кросфитс. Се користи за хиперхидроза, односно прекумерно потење на луѓе кои што тој проблем, медицински проблем, им создава и социјален проблем. Додека пак хиалуронските филери се ткивни експандери, кои што ги користиме за пополнување и изголемување на лицевите структури, давање на волумен, давање на хидратација, менување на контурираноста на самиот физички изглед. Давање еден младалачки, свеж и модерен изглед, првенствено здрав. Како мажите во светот реагираат на новата женска убавина што нели веќе се диктира во новиот милениум? Мажите Што вели вашето искуство? На Балканот полека ги отфрлаат стереотипите. Она што е предоминантно, да речеме, кога се работи машка естетика, тоа е андрогена алопеција или келавост, па својствено на тоа, како најбарана процедура е трансплантацијата на коса, риносептопластика, значи операција на крив нос и септум, со остеотомија, значи кршење на таносна пирамида и нејзина реконструкција. Карактеристично е дека дури онаа детска возраст е под една одредена лупа од нас луѓето кои што се бавиме со оваа проблематика, например клемпави уши, кога е, да кажеме, и препорачливо да се средат пред поаѓање на детето во основно училиште, да би се избегнал тој социјален аспект на отфрлање, исмевање, прифаќање на средината и така натака. И сосема за крај, кој би бил вашиот совет до денешната жена која што имаме и на Балканот, меѓутоа првенствено тука во нашата земја, бидејќи тука живее вашата мајка, баба, претпоставувам, вашите корени се токму од Македонија. Токму од Македонија, токму од Скопје. Мене животот ме однесе малку подалеку, меѓутоа секогаш се враќате таму од каде што тргнувате. Пораката би била она што вие го кажавте, а мене многу ми се допадна, дека постои безвременска универзална убавина која што треба да се негува и од внатре и од надвор. Тоа е, значи, убавината е сублимат на естетската морфологија и она што како карактеристика го носиме како содржина, како есенција на нашето битисување, нашето јас, поготово за една жена која што плени во секој поглед, во секој момент и точно дека постои безвременска женска убавина. Доктор Рарков, ви благодарам многу за разговорот и драго ми е што ве представивме пред македонската јавност. Ви благодарам.